подарок за мајката. Кога мајка му одеше на работа, Орхан ја испраќаше до предпорта. Зошто ли го правеше тоа? Зашто мајка му на разделбата го бакнуваше в чело и му ја галеше косата. Орхан ја пречекуваше мајка си пред врата и при нејзиното враќање од работа. Зошто? Зашто таа секогаш по нешто ќе му донесеше за јадење. И денес Орхан ја испрати мајка си до портата. Таа пак го бакна в чело и му ја погали косата. На разделбата му рече: да ја слушаш баба си, ако рече таа да спиеш, веднаш да легнеш в постела. Кога мајката ја мина улицата и тргна кон другата, Орхан се врати в соба и застана пред прозорецот. Тој почна да размислува. Знаеше дека тоа беше денот, празникот на мајката. Не само на една, туку празник на сите мајки. Тоа беше празникот и на мајката и на малата Севим од соседната куќа, и на мајката од сите други дечиња и девојчиња од улицата. Знаеше дека сите деца што одат на училиште, на враќање дома на своите мајки ќе им го честитаат празникот. При тоа тие ќе им однесат разни подароци. А што ќе ја подареше Орхан на својата мила мајка? Размисли дека би било добро да ја купи некоја убава игла за украс или обетки, како оние што ги носи бабам. Но од каде пари за тоа? Додека размислуваше за ова, му падна на ум цртежот од зидот. Стана и од под креветот го извлече другиот свој цртеж, на кој се гледаше девојченце со кошничка врака. Долго време ја гледаше сликата. Некаква празнина се чувствуваше на цртежот. Се сети. Кошничката беше празна. Требаше да се нацртаат неколку цвеќенца во неа. Ги седе своите бојци и почна да црта цвеќенца како оние од прошарениот зид во собата. Но Орхан повеќе ги сакаше цвеќињата во дворот. Подобро ќе биде од нив да направи жив букет и со него да ја пречека мајка си. Сакаше да излезе од дворот, но се сети за баба си која ги готвеше слатките. Таа му рече: Не смееш, синко, време е да спиеш малку. Орхан не сакаше да спие, но се сети на зборовите на мајка си на разделбата. Да ја слушаш баба си, ако рече таа да спиеш, веднаш да легнеш в постела. Легна в постела, но никако не му се затвораа очите. Најпосле, кога слушна како чекорите на баба му се оддалечуваат во дворот, тој се исправи и сосем тивко излезе во дворот. Направи убав букет од цвеќиња и седнат на своето столче ја чекаше мајка си. Чекаше, но мајка му се уште ја немаше. Чекајки така, Орхан беше занесен од приспивната песна на баба Марта, така што заспа на столчето, а букетот цвеќиња се растури во неговиот скут. Орхан се разбуди во својата постела. Со погледот го бараше букетот со цвеќиња, но покрај перничката забележа голема чоколада. Ја зеде чоколадата и се стрча на кај мајка си. На масата, во најубавата вазна, стоеше букетот што беше го собрал Орхан, а мајка му чекаше со раширени раце.